И си одам ја така по улица пешки и гледам табла Ватикан. Ај викам да сум тука да се видам со папата. Седнувам и Повели, чедо. Абе, дедо папа, ти пушиш? Да бе. Не, оти кај ја тоа не дозволувам, кај мене е забрането тоа. Ама ај ти си папа, па можеш. Не за друго, за да видат шо е бел дим, чедо. Него да ти знаат. дојде сега мене да ми испрашуваш овде или да се исповедаш. Дедо папа, ја дојдов да ти честитам. Види, јас сум премиер на една мала држава што е на Балканот. Малку луѓе, не се многу образовани, малку и простички се. И да ти кажам, јас се трудев да бидам праведен и меѓу народот сум познат како строг и праведен и затоа викаат дека сум омилен и племенит. Направив многу, направив дури и повеќе од што ветував. Зимав од богатите, им давав на сиромашните. Па ти си исти као мене бе, чедо. За тебе знам дека си сиромашен, дека се лагаш, се работиш за сиромаштијата и јас за сиромаштијата работам исто. Јас сум како овој што го вика Робин Худ. Зимам од богатите и им давам на сиромашните. И? Да ти кажам, народот ми веруваше. Ми веруваше многу. Уште ми верува, чекаат да ги нахранам, да им го покажам патот. Ама дедо папа грешев. Грешев, дедо папа. Наместо тоа им направив споменици, лавови. Наместо патишта градев згради. Насекаде споменици ставив. Сакам да им угодам на сите, ама... Што ама? Ама пак не се задоволни, дедо папа. И еве, некни на сон, така ми дојде Гоце Делчев и ми вика: браво бе шефе, ја 5 метра со се конј, а на оној коњаникот само копијето му е 20 и кусу метра. Па добро бе, нели заслужив поголема метража ја? Па види, чедо, може има право. И какво право бе, дедо папа, он е научен на турско право. Па знае ли он колку метража има неговиот мост само бе? Тоа наводно комунистите му го направиле. А ја ограда што му направив? Знаеш каква ограда му ставив? Како го блене. Па 5 пати е поскапа оградата од мостот бе, дедо папа. Добро, чедо. Друго? Еве, и цар Самуил не е задоволен. Многу бил бред. Не го приметувале луѓето. Како хепатит С да имал. Вика, луѓето не ме приметуваат како провиден сум. Се удираат во мене, секој стоти го промашувал. Не дај Боже, вика, некој може око да се истера. Путу, с краја било. С краја било, дедо папа. И капак на се ми се јави Александар Македонски и ми вика: аман бе више шефе, аман. Ме фати криза на идентитетот од вас. Каква криза, му викам? Па не знам веќе кој сум. Император ли сум? Аеродром ли сум? Автопат ли сум? Остајте ме веќе да си почивам во мир. Шо ме мешаш мене? Терај си сам на извори ако ти држи грзот. А ти? Јас молчев. Молчев и премолчував некои работи пред мојот народ. А, чедо, не е убаво така. Си мислев, ако молчењето е злато, премолчувањето е брилјант. Ај, не ме мафтосовај ти мене многу тука, него кажи зошто си дојден. Дедо папа, а ти до кога мислиш ова да работиш? Мислам, ке папуваш до крај или пред време ке си одиш во пензија како предходниот што беше? А, па тоа, не знам, чедо.
А зошто прашуваш? Па не, мислев ја да се уфрлам на твое место. Сега вама сум премиер, ама некако не сум исполнет. Многу проекти завршив. Мислам дека сум за поголеми работи, дека тука можам да многу да помогнам. Чекај бе, Чедо, тоа нема шанси бе, па ја уште не сум ни почнал. Па тогаш барем советник да ме ставиш. Знаеш какво проектче имам? Еве, например, може да направиме Ватикан 2018. Проверено. Има Ватикан ќе го направам како Скопје. Побаво од Скопје ќе биде. Со едно спотче можеш слика да добиеш комплетна како ќе биде. Например, ова пенџерчево кај шо мафташ. Тука едно терасичка барокна може као гоцева тераса, така како ќе мафташ. И овие тука на площадот што се Сан Пиетро, едно кружно текче. Народот еден споменик голем, поголем од нашиот, ке со папамобил ти горе и како мафташ. Чедо, јас мафтам, ама ти мене уште ме мафтосуеш тука. Дора ќе ми кажеш стварно зошто си дојден или да станам? Добро, дедо папа, ова за проектот онака мислев успат да те прашам. Иначе, а кажи ми, имате ли вие тарифник за гревови тука кај вас? Каков тарифник за гревови? Да. Па еве, например, колку плати Дон Майкл Корлеоне кај папата за да му ги простат гревовите? Во кум. Во кум? А па не можам да се сетам. 2 или 3? Не е битно дали е 2, 3, 5, 7 долари се, евраи се. Ме интересира само колку нули се за да завршиме работа. Аман бе, Чедо, па ти колку гревови си направил у животов? Ау, папа, не е за мене. Ова ме замоли братучет ми да прашам, која сум веќе тука? И тука се разбудив. Жива вода се разбудив. Зашо бе жива вода? Добар ти е сонов, шо има везе? И после другиот ден го гледам Хорхе на телевизија кај папата. Ти бар спиеш бе, ја од твоиве сонови око не можам да склопам. Па си дремеш тука, си дремеш.